Од денеска граѓаните на Кочани, чии имоти беа зафатени од пожарот, ги пополнуваат пријавите за штети. Кај некои последиците се големи и без помош од локалната самоуправа или други институции во блиско време на нозе нема да може да застанат. Ние издвоивме првично 2 милиона за да имаме флексибилност да можеме брзо да реагираме. Дали тие ќе бидат доволни, како што реков, ќе кажат елаборатите. Во колку не се доволни, ние како локална самоуправа сме спремни да издвоиме уште средства од буџетот на општината, да го ставиме на располагање да луѓето, граѓаните бидат обештетени. Во колку излезат проценки кои се надвор од можноста за обештетување од страна на локалната самоуправа, секако дека сме спремни понатаму да побараме помош и од централната власт. Колку вакви и на нив слични примери има, ќе покажат пријавите кои граѓаните треба да ги пополнат во наредните 14 дена. Аналогно на ова, во моментов не може да се предвиди ниту висината на штетата, која на оштетените треба да им ја исплати општината и државата. Колкави се можностите во овој момент на општината и на што може да се надеваат граѓаните? Огнот не однесе на нас доста работи. Најпрво имаме штало тука горе со крави, шталото кошта не 20.000 евра. Изгорени са 4 дубици големи. Опожарено е се внатре, да речеме, имаше храна, 2 бали, јонџе, 2 тона ечмен, конструкцијата е железна, од огнот се е конструкцијата падната, се е свино. Имате ли ваши средства сето тоа да го подмирате? Имате ли пари? Не, од дека. Немаме ништо. Огнот ми однесе неде околу 60 кокошки, пример комплет, а 40 кокошки беа и 20 јарки кокошки сега ги бе што ги зема, а 2 ќурана имаше, ќурки, шатки имаше 2-3-4 маленки имаше и тоа се жито има неде околу 500 кила. Немам средства мои више за да подновам. Ако дозволат нешто да дадат, може пак се да фанам да чувам па некоја кокошка. Изгореми 2 години под 50 до 100 кила, кокошки негде 60 до 70. Тоа имам и храната за кокошки за годината. Па нема пари за тоа, ние поднасаме документи, ако не сакат нешто да обештете државата, ако не, тешка работа да се го најде. Треба да се скоро казан тако кокошки до 30 изгорува се. Кога ќе ја добијат очекуваната помош за граѓаните е едно од клучните прашања. Но што во овој момент тие се надеваат? Па треба, ама не знаеме, а треба да реагират. Сабаје бееме кај градоначалнико, човекот добро се изјасни. Не верувам тоа, како што гледам работата, тешка работа ќе види. Ние очекуваме, ама не сме сигурни, не знам. Сепак, дали се ќе оди толку брзо и едноставно е навистина неизвестно. Подготвеност за помош од страна на институциите има. Но тоа е долга постапка и прашањето е кога парите на граѓаните реално можат да стигнат. За 2 месеци почнуваат дождови, а процедурата кога се земаат пари од државата некогаш се бескрајно долги.